Денеска сум повторно тука во Шуто Оризари, каде што се сретнавме со многу граѓани. Имавме одлична средба со пензионерите, каде што разговаравме за проектот обнова, а се разбира за зголемување на пензиите на сите пензионери. Они побара и доста работи што надлежна е локалната самоуправа, кој за жал ништо не прави за сите повозрастни луѓе. Затоа ги охрабривме после завршување и победата на овие избори на ВМРО ДПМН, продолжуваме да се гледаме со сите граѓани, исто така и со повозрастните лица, за да им дадеме сигурност и доверба дека и локалните проблеми ќе ги решаваме, бидејќи потоа следат и локални избори. Затоа ги охрабрувам сите повозрастни лица, сите потреби што они им се важни, да ни ја дадат сега довербата, а ние се разбира ќе продолжиме со вака трпна работа и во наредниот период. Исто така имав убава можност и да прошетам тука низ биканите, низ улиците, да разговарам со граѓаните кои навистина ни даваат се поголема поддршка. Убаво е да се слушне дека граѓаните сакаат да поддржат обновата на Македонија, од друга страна се навистина разочарани и гневни поради тоа што се лажени изминативе 3 години. Затоа ние ќе продолжиме со позитивна кампања, ќе продолжиме со еден куп проекти да им објаснуваме на граѓаните тука во Шуто Оризари зашто да не поддржат и зашто да гласаат за ВМРО. И на крај би сакал да упатам апели до сите граѓани во Шуто Оризари, до сите роми, но и сите останати да излезат и да гласаат. Независно ако некој ги оценува и од која било партија да го пријават тоа, да се чувствуваат удобно за дента на гласање, да излезат и да го дадат глас, да го дадат својот глас за онаа партија што они сакаат. Но најважно е да се гласа за ВМРО ДПМН, се разбира да на 15 јули за бројот 14. Благодарам.